Стајковци, јули 2017. Пред скоро една година летното претпладне се претвори во квечерина која стајковчани никогаш нема да ја заборават. Кој не видел, денеска тешко би претпоставил дека ова место пред 11 месеци претрпе катастрофални поплави. Улиците и сокачињата повторно се асфалтирани, се работи на нова канализација, а поголемиот дел од куќите се реновирани или се реновираат. Ретки се оние кои се уште не можат да се вратат во домовите. Има по некои куќи што се малку потија, што немаат услови, не се направени, има некои уште таму овие домовите што се не се дојдени, не се вратени, меѓутоа другите 90% имаат направено. Живеат по една соба, две, кои има повише услови, повише направено. Патиштата, може да кажу сега, асфалтираа ги во последно време, još неколку има таму на таа страна не асфалтирани, али се работи. Но вратено ли е на вистина се во нормала? Можат ли жителите безгрижно да продолжат онаму каде што застанаа на 6 август лани? Се чини дека ова наизглед мирно село, кое дава се од себе да се справи со последиците, е место чиј немир го буди секој нов облак. Сега малку има проблеми со овие површини што не се обработени, немат собственици што се грижат и што може да ги обработат. Пред нас има тука нива, ископана е за време на поплавите и кога врне се собира од 50 до 70 сантима вода и сега ние самите дека од улицата собираме со мотори, вадиме водата, кога има многу. Комарци имаше многу. Секојдневно по 2 пати прскам дворот и лодазата и на сите прозори врати имаме комарници поставено, после правија канал. Тамо на лево и десно правија канал, иду тој канал што е за некај Вардар, али тоа е мала вода. Тоа е 50 сантим канал, метар не е многу голема, тоа за обична вода. А ова што кажува дека 90 до 100 литра на квадрат, таа вода не усобира ништо. Стручњак ја имам тука еден мој унуци имам, двојца се, еден е магистар, еден е градежен. Вика Вујко, вика на метар и пол вода не може да спасиш ништо. Додека чекаат трајно решение од надлежните, мештаните си помагаат самите, од свој джеп. На Стајковчани први соседи им се жителите на Сињелич, или како што тие го нарекуваат Хасанбек. Ја делеа судбината при поплавите, сега го делат предизвикот да застанат на нозе, но и стравот, минатиот август да не им се повтори. Нијази Хамиди, председател на урбаната заедница Јане Сандански, е човек кој ја стекнал довербата не само на неговите сожители од Сињелич, туку и на оние од околните места. Со нив ги споделува добрите, но и тешките моменти, како и идните предизвици. Проблемот со каналот е веќе тој долгорочен. Обеќаваат секоја, да не кажам секоја година, секогаш кога има избори дека ќе биде, меѓутоа крај пак ништо. Али се надеваме дека сега, мислам дека и покренавме една иницијатива, граѓанска иницијатива, да се здружиме сите заедно, мислам, сите села, Сињелич, Стајковци, Булачани, Срешово и сите околни села и да правиме едно заедничко барање до до Министерството надлежни за каналот и да го тоа направат еднаш за секогаш. Инаку секогаш еден мал дожд кога има кај нас, веќе куќите се поплавуваат. Значи каналот треба што подхитно и поскоро да се најде решение и да се изгради тој канал. Каналите и натаму представуваат огромен проблем и опасност за овие места. Ревизијата на професори од градежниот факултет содржи предлог да се направат дополнителни канали од каде водата би се влевала во постоечките канали во Стајковци, Сињелич и Рачиново, а оттаму во Вардар. Но со оглед на тоа дека каналите се прилично тесни, а врз делови од нив се изградени и куќи, експертите препорачале анализа дали таков проект е воопшто возможен. Анализата досега не е направена. Алтернативно решение понуди канцеларијата на UNDP – обиколницата да се подигне. Минатогодишниот октомври фирмата Трансмет беше избрана за изведувач на санацијата на обиколницата кај Стајковци. Меѓутоа до денеска не се знае што точно таа санација предвидува. UNDP излезе со своја препорака санацијата да предвиди и подигнување на нивото на новата обиколница. Меѓутоа, дали оваа препорака беше прочитана, видена од надлежните, и тоа е непознато.
За одговори се обративме кај јавното претпријатие за државни патишта, дали ја виделе препораката и што точно предвидува санацијата, но веќе 7 дена од таму нема никаков одговор. Трансмет неколку месеци доцнеше со итната санација на обиколницата. Сега на терен се забележуваат екипи на фирмата, но одоко тешко е прецизно да се каже што точно се работи. Но ќе се говореше ли воопшто за штети од вакви размери ако беа земени предвид и други фактори? Професори од Шумарскиот факултет посочуваа дека слабата пошуменост одиграла директна улога во фаталните последици. Го слушнали некој нивниот глас? Превземено ли е нешто околу овој апел, прашавме во јавното претпријатие Македонски шуми. Накусно ни одговорија дека постои тековен план за пошумување и ни препорачаа подетален одговор да побараме од еден од директорите, Маријан Стојановски. Неколкуте обиди да го добиеме останаа безуспешни. И додека дел од надлежните се недостапни, борбата на мештаните од поплавените подрачја продолжува. Во овој дел од Скопската котлина многумина лебот го заработуваа работејќи ја земјата. Тоа би било штетно по здравјето, особено, да кажам, во наводници баџеванчиеве, ова година насадија доста, и од патлиџани, и од пипер, меѓутоа, од пиперот веќе нема ништо, тоа се исуши, мислам, целиот што беа насадено, меѓутоа и кога одам на пазар да го продава тој пипер, муштеријата доаѓа и си прашува од каде тој пипер, ме разбираш. И ризично по здравјето, мислам, и за производителот, и за купувачот на тезга, да кажам. Со истиот проблем се соочуваат и мештаните на Стајковци. Непосредно по поплавите, Факултетот за земјоделски науки и храна изврши испитување на почвата во 12 места кои повеќе или помалку беа зафатени. Констатирале дека деградирани биле околу 1000 хектари и дека почвата може да се обработува, но тоа да се прави со доста внимание. Во пробите земени на микробиолошка анализа нема појава на патогени микроорганизми. Од добиените резултати од анализата констатирано е дека нема присуство на колиформни микроорганизми Escherichia coli, кои потекнуваат од органски материи од фекално потекло. Исто така во почвата не се констатирани клостридии како показател на анаеребни процеси во почвата, кои се негативни и непожелни во земјоделското производство бидејќи ја намалуваат биогеноста и плодноста на почвата. Ова значи дека по преземањето на агротехнички и мелиоративни мерки може да се одгледува здрава и безбедна храна. Професорите изнесоа и низа препораки како да се третира и обработува оваа почва, но во вакви околности тешко е да се каже кој од земјоделците и во колкава мерка ги применил. Темелната анализа завршува со препораката редовно да се следи состојбата на земјоделското земјиште и да се прават почвени анализи за квалитетот, но и за правилниот избор на култури кои ќе се одгледуваат. Јули 2017. Речи си по една година, мештаните сами ја продолжија битката до нормален живот. Ја уважуваат и почитуваат помошта која ја добиле, но чувствуваат дека како што минува времето, тие паѓаат во заборав. Во моменти кога им предстои борба со бирократијата, поради катастрофалните услови преместена има и местната канцеларија која со децении се наоѓала во Сингелич. Апелираме и до Министерството за правда потхитно да се превземат мерки и да се изгради тој објект, да се реновира и да се врати комплет местната канцеларија кој што беше порано. Инаку тука гравират, мислам, доста села, Сингели, Стајковци, Стресово, Булачани, Страчинци и така натака. И сега нема никаква логика, тој Стајковци или од Булачани или од Сингели да оди за еден извод на роден или било што друг документ, да оди во Маđари и да чека неколку време, да губи време и све тоа. И додека се обидуваат самите да се исправат, се надеваат дека надлежните ќе го слушнат нивниот, но и гласот на експертите. Овој пат на време, пред да дојде на невреме, сметано по македонски, еднаш во 1000 години.